Ама мислам дека ништо не сгреши. И јас само не сакам да се мажам. Не сега. Ајде прекинете! Ке се мажиш. Луѓето дадуваат 10.000 евра за тебе. 10.000 евра. Знаеш колку пари се тоа? Цел живот да работиме, тие пари нема да ги собереме. Значи ме продаде тато. Со оваа реплика, која е дел од драмски текст, но инспирирана од вистинска животна приказна, прилепските средношколци го креваат својот глас против трговијата со луѓе, а особено против малолетничките бракови, чиј број кај нас е во постојан пораст, велат упатените. Причините се различни, но најчесто се лоцираат во известни семејни традиции, но и во отсуството на комуникација помеѓу родителите и децата. Фрапантно поразителни се податоците дека во некои средни училишта, само во една генерација има и по неколку вакви бракови, а ученичките кои се одлучуваат на овој чекор најчесто трајно го напуштаат и училиштето. За да ги спречиме малолетничките бракови, често организираме работилници, вклучени се тука класните раководители, предметните наставници и педагошко-психолошката служба. Многу често е разговарано со учениците, повикувани се на разговор, советувани се, меѓутоа, за жал, скоро никогаш не најдуваме на разбирање од ученичките. Она што одлучиле да го направат, го прават. Заминуваат, последиците си ги согледуваат подоцна, кога за жал е доцна. Сега ми се случи едно неубаво искуство. Еве, оваа генерација каде што предавам, уште во прва година неколку девојчиња и во прва година, и во втора, па и годинава во трета година се изомажија девојчиња млади. Според СЗО, секојдневно околу 39.000 млади момчиња и девојчиња во светот се жртви на трговијата со луѓе за присилни бракови. Инаку, по повод 18 октомври, Европскиот ден за борба против трговијата со луѓе, а како дел од проектот на Европската Унија и Советот на Европа за јакнување на акцијата против трговијата со луѓе во Македонија, ученици од ова училиште во соработка со локалното радио Пела ја изготвија радиодрамата и театарската представа Маѓепсан круг, како свој придонес во борбата против ова зло и која премиерно ќе биде изведена токму на 18 октомври.